Кристина, добро утро. А секој трета четврток во месец октомври се одбележува Меѓународниот ден на кредитните унии, а токму на оваа тема утрово разговараме со госпоѓа Марија Цветковиќ. Госпоѓа Марија, кажете ни зошто се одбележува овој Меѓународен ден на кредитни унии и зошто истиот е важен? Овој ден се прославува широм светот. Денот на кредитните унии се прославува веќе 76-та година поред, од 1948 година е почната прославата на овој ден. И на овој ден сакаме да го потенцираме импактот на кредитните унии во општеството во кој што работат и делуваат овие кредитни унии, а делуваат навистина во многу земји во светот. На овој ден се одава почит на влијанието што го имаат кредитните унии во општеството, се потенцира достигнувањата, се потенцираат се она што кредитните унии го прават во светот и во своите локални заедници. Темата на овогодинешниот ден на кредитни унии секоја година има различита тема. Овогодинешната тема е One World Through Cooperative Finance, значи ова е обележјето постарот на овогодинешната тема. Оваа тема во превод значи еден свет преку кооперативните финансии, што вистински допира до суштината на овие кредитни унии, на кооперативноста, на заедништвото, го потенцира помеѓу членовите и кредитните унии, меѓутоа не само тоа. Кооперативата постои помеѓу кредитните унии. Кредитните унии широм светот соработуваат едни со други без конкуренција. Напротив, потикнуваат се она што ги поврзува, си помагаат помеѓу себе. Еве, пред 2-3 недели имавме студиска посета од Кредитната унија од Романија. Понатамо дојдоа представници од САД, од Европската мрежа на кредитни унии, од Хрватска, Полска, Ирска, ни беа гости. Сакајќи да размениме искуства, и му возможивме на делегацијата да имаат средби со гувернерката Бежовска во Народната банка, Министерството за финансии, Собрание и така натаму. Така да, генерално ги споделуваме сите предизвици, една со друга кредитна унија, една со друга земја, значи потенцирање на се она што е заедништво, што не врзува, кои ни се предизвиците, доколку некоја кредитна унија некој проблем го решила во својата земја, тогаш ние споделуваме меѓу себе на кој начин тоа се решило, за да можеме да искуствата на странската кредитна унија да ја примениме и во наши услови. Зборуваме за кредитни унии, но што истите представуваат? Што се кредитни унии и од кога тие постојат? Значи, кредитна унија е непрофитна, акцентот ќе го ставам на непрофитна финансиска институција, која има за цел да им даде на своите членови подобри услуги, отколку што можат да добијат надвор во останатите финансиски услуги, значи негувајќи тој концепт, затоа што во кредитните унии членовите се една врста на собственици. Корисниците на услуги се и собственици на својата кредитна унија. Овој концепт, според последниот статистички извештај, го работат 83.000 кредитни унии широм светот, во 98 земји, на 6 континенти и веќе обслужуваме близу 404 милиони членови во овие кредитни унии. Така, зошто споменавте дека членуваат членови, зошто членството е важно и што се придобивките од членувањето во овие кредитни унии? Знаете, генерално акцентот го ставив пред малку на непрофитноста. Значи, она што е најважно и суштинско во кредитните унии, дека тие го стават профитот
луѓето ги ставаат пред профитот. Значи, услугата на своите членови е ставена пред профитот. За разлика од банките, каде што профитот се дели помеѓу акционерите, нели, се оно што се заработи, во кредитните унии е доволно заработката што ја имаме да може да ги покрие трошоците на кредитната унија, оние основни трошоци, а се оно што се заработи плюс да се врати повторно назад на членовите во форма на подобри услови, пониски камати на кредити или евентуално подобри камати за штедите. Значи, тоа е она што е суштината на кредитните унии и затоа слоганот на кредитните унии луѓе помагаат на луѓе е дефинитивно суштината по која што ние работиме, зашто јас сум навистина пресрекна да може да се најде финансиска институција која што работи во полза на своите члена. Господја Цветковиќ, за крај на нашиот разговор, како може да се стане член на овие унии и кои се условите што треба да се исполнат? Значи, генерално, да се стане член, има многу придобивки. Придобивките се, пред се, ќе ги кажам, значи, прво придобивките. Придобивките се дека тие стануваат, секој кој што е член на кредитна унија, станува и кособственик, некоја врста на управувач. Значи, им е дадено правото на секој наш член кој што ќе пристапи во кредитна унија, да, доколку сака може да се интегрира во управните структури на кредитната унија. При тоа, бидејќи ние ги гледаме членовите навистина со многу посебни очи, со многу поголемо уважување, за разлика од класичните финансиски институции, така да тие со текот на времето, по пристапувањето, веќе почнуваат да креираат свој статус, како да кажам, статус на историја креираат, а тоа им носи во имена разни придобивки. Ние ги вклучуваме во сите овие изминати 25 години, ги вклучуваме во разни бесплатни работилници, разни евенти организираме на кои што тие ќе можат да се дружат, ја потенцираме постојано блискоста и го потенцираме заедништвото константно на сите овие години, така да се биде член на кредитна унија навистина е една голема придобивка. Значи, овој концепт на кредитни унии не е од сега, од 19 век, почнувајќи од Швајцарија, кога првата кредитна унија се направила таму. Да, и натаму низ цел свет. Да, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија наутро. Кристина, разговаравме со господја Марија Цветковиќ за значењето на Меѓународниот ден на кредитните унии.